Продолжуваме со емисијата, како што најавивме, тука е професорот Атанас Козарев, председател на Асоциацијата за корпоративна безбедност. Професоре Козарев, некако вашево гостување се надоврзува на претходното, така ни е и планирано, бидејќи сакаме, како што кажав на почетокот на емисијата, да зборуваме за правото и правдата. Тоа се работи кои се комплементарни, поврзани, но и не се секогаш не значат исто. Имено правото е функционирањето на системот, на законите, а правдата е она што би требало да го добијат граѓаните, но како што видовме од претходниот случај, не го добиваат тоа во пракса, тоа се докажува и во анкетите кои покажуваат доверба во судството, таа доверба е на самото дно, значи прво беше 8%, потоа дојде 2-3%, нешто од луѓето веруваат во правосудниот систем, тоа е буквално можеме да кажеме дека луѓето немаат никаква доверба. И сега ние сакаме да зборуваме со вас тука зошто е тоа така. Имаме еден процес кој се најавува веќе подолго време, тоа е тој така наречен ветинг во судството, ветинг за судиите. Уште со доаѓањето на оваа власт во 2016 година прво беше најавен како можно решение, па потоа уште тогашниот премиер Зоран Заев ретерираше на некој начин, рече дека тоа и не е баш така лесно изводливо. Кој е вашиот став за ова? Еве да почнеме од тоа. Како треба да почнеме да го навистина да го реформираме судскиот систем? Дали тој ветинг е некакво решение? Најпрво благодарам за вашата покана, поздрав до вас, до гледачите. Некако, слушајќи го претходниот соговорник, видов колку граѓаните кои што се соочуваат со неправда, веќе ги научиле законите и навлегуваат длабоко во правната проблематика. И оно што ме радува, не сакам да бидам на почетокот негативен, оно што ме радува е фактот што и претходниот соговорник укажа дека единствена доверба има во академската заедница, во професорите, каде што припаѓам и јас, и на тој начин практично можеби многу работи треба да тргнат точно од таа академска заедница. По правило, ние, како што можем да анализираме, во последно време некако сме на врвот во светот на пирамида според она што не треба да го правиме за граѓаните, а сме на последно место според она што треба да го правиме за граѓаните. И тука веде се обратно како што би требало да биде. Да. Значи превртена пирамида. Изместена е архитектурата, изместени се темелите. Практично и сега сите активности се насочени кон судството, кон оваа недоверба која што трае во континуитет, иако сметам дека ние не можеме врз еден, два или три случаеви да носиме генерална оценка, затоа што верувам дека и во рамките на правосудниот систем, кај што влегуваат и обвинителите и судиите, постојат суди и обвинители кои што се со интегритет и кои што баш заради тој интегритет, заради таа нивна законитост, не може да дојдат до израз од оние кои што секогаш имаат политички ветар во нивниот грб, кои што има возможува лесно да ги минува, да напредуваат во рамките на таа правосудна хиерархија. Во однос на прашањето за ветингот кој што е најавен или дури би рекол политичкиот став на една партија, иако сакам да кажам дека не би сакал овдека да настапувам политички, затоа што сепак нашето гостување е во прилог на владењето на правото, во прилог на правдата, во прилог на некои можни решенија од кои што би биле задоволни граѓаните, правните лица, субјектите и така натаму. Сепак би сакал да кажам дека прво да се надоврзам за прашањето за ветингот. Тоа за мене е дискутабилно прашање, пред се затоа што го најавува политичка партија, а знаеме дека политичките партии имаат целосно влијание врз функционирањето на тој правосуден систем и тој правосуден живот. Во која смисла? Се знаеше во самиот старт во Академијата за суди и обвинители дека не може баш секој да биде дел од таа академија, да влезе на конкурсите, затоа што тука на самиот старт се чувствува тоа политичко влијание, тоа партиско влијание. Вие, за да влезете, например, во тој дел, вие мора да имате претходно ставено печат во некоја партиска канцеларија. И то така тече понатаму. Понатаму тие се бират во суди и обвинители, тоа според новиот модел.
И тоа влијание се чувствува, значи, партиско во целокупното функционирање на правосудниот систем. И затоа реков дека за мене сега ова дискутабилно пред од аспект на идејата за тој ветинг. Не може таа идеја за ветинг во правосудство да потекнува од оние кои што ги рушат темелите на правосудниот систем. Тоа е истото прашање ќе зборуваме подоцна и за борбата против корупцијата. Можат ли корумпираните да се борат против корупцијата? Отприлика истиот принцип. Што зборувате? Тоа е како во физиката закон за сврзани садови, тоа е поврзано едно со друго. Практично вие ако се наоѓате во еден кафес каде што има лав, вие не можете да очекувате дека лав од вас нема да ви изеде затоа што вие него не би го изеле. Што ми е поентата? Поентата ми е дека заштитеноста на правосудниот систем од партиското влијание со исклучоци каде што има суди и обвинители кои што навистина достоинствено и со интегритет баш онака како што порача новата американска амбасадорка, значи судијата се погледне во огледалото, да се види добро и на тој начин да свати дека интегритетот, достоинството е пред се она што мора да постои за да може тој успешно да ја обавува својата правосудна функција. На еден начин пораката е испратена од Соединетите американски држави, испратена е од меѓународната заедница и таа порака е во функција на владење на правото. Таа порака не е во функција на некого да биде оцрнет и така натаму, иако гледаме кај нас дека тоа се злоупотребува, па се зборува за една, две, три или повеќе црни листи. Сето тоа се прави во контекст на она што се нарекува политичко, односно партиско влијание на процесот на реформа на правосудниот систем во нашата држава. Добро, ајде вака да се вратиме повторно на самиот ветинг. Вие, како што отприлика ве разбирам, велите дека не сте баш сигурни во тоа решение, дека е добро решение. Јас не сум сигурен затоа што сметам дека ветингот пред себе требал да биде еден, според мене, пред ветингот треба да постои еден модел на поголема контрола и надзор над работата на судиите од страна на председателите на судовите, од страна на судскиот совет и така натаму. Односно мора да се најде да се дефинира точно конкретен метод за оценување на судиите. Во овој момент, според мои податоци, во нашата држава постојат 412 судии моментално. А во судскиот совет, телото кое што е надлежно да ја надзира нивната работа, постојат 13 членови. Или тоа со примена на некоја статистика, тоа би значило дека од прилика околу 31,69 судии се во надлежност на еден член на судски совет. Ако се има во вид дека тие судии имаат по 100, 200, 300 предмети, тога се постава прашањето за каква контрола ние зборуваме. Затоа сметам дека акцент би требало се даде во дефинирање на моделите и методите на оценување на работата на правосудните органи. Ако ги погледнете извештаите кои што се објавуваат за годишните извештаи за работата на судовите, вие таму ќе видите само некои бројки по области граѓанска, кривична и така натаму. Ние се уште немаме, освен слика понекаде или датум на избор на некој судија, ние не може да ја гледаме неговата работа и да заклучиме како граѓани дали навистина тој судија е судија кај кој што предметиве често паѓаат на апелација, односно при контролата кај повисокиот суд. Зошто се случува тоа? Не можеме да имаме увид кај судиите, например, зошто се доаѓа до застарување на определени предмети. А тоа се податоци од јавен интерес. Практично би требало да се зголеми транспарентноста во работењето на правосудните органи и тогаш граѓаните ќе оценат дека тој судија навистина е добар, односно судскиот совет ќе може со своите скромни капацитети да се сконцентрира во контрола и надзор кај оние жарешни точки кои што постојат во правосудниот систем преку судската практика која што постои во дадениот суд. Ние гледаме дека судот, судскиот совет, правосудните органи реагираат за жал под притисок на јавноста, реагираат кога морат да реагираат, нас ни се провлекуваат стотици, можеби илјадници предмети и пресуди кои се под окото, под лупата на јавноста и тие си поминуваат ете така, потоа се креира таа доверба или недоверба во правосудниот систем, но има една која излезе на површина, тоа се оние одлуки
за поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков во апелација. Па судскиот совет изврши увид во работата на апелација, работна група, тие презентираа извештај и утврдија дека судија од апелација направиле пропусти во 4 предмети од висок јавен интерес. Некои со месеци ги чувале предметите во ФИОКа, а некои со месеци ја пишувале пресудата за предметите на Мијалков. Сега, судскиот совет не поведе никаква постапка, се уште, за ниту еден судија кој постапал по овие предмети. Работната група ќе продолжи со работа и треба да видиме дали за некого ќе има одговорност. Значи, сега судскиот совет утврдил пропусти кај 4 судии, утврдил конкретни пропусти и сега ние повторно немаме одговорност за тие пропусти, освен што знаеме дека ги има, дека постојат. Да, работната група според мене заврши одлична работа и тоа во многу брз период, знаете, сепак да се изврши таква контрола на еден таков огромен предмет, тоа не е мала работа. И сметам дека работната група и од медиумите кои што ги видовме информациите, дека даде голем придонес во тоа дека не може веќе во нашата држава да не може да се влезе, односно да не може да се контролира некој предмет затоа што се работи за некоја личност која што е недопирлива. Значи, никој не сме да биде од законот. И во тој контекст јас се поздравувам работата на работната група и на незините достигашни резултати, пред се од аспект на лоцирањето на определени проблеми кои што се јавуваат во текот на фазата на пресудување. Иако сметам дека ние оваа работна група не смееме да ја сватиме како лов на вештерки. Сепак и обвинетите лица се лица кои што имаат своји слободи и права, значи лица кои што се функционираат во системот и сега ние не можеме во ист момент да бараме, значи да падне некоја пресуда или одлука со која што веднаш ќе се оди кон разрешување на суди и така натаму. Мислам дека треба малку подлабоко да се навлезе во причините, лоциране проблемот, меѓутоа зошто е дојден до тој проблем. И тука не гледам точно не гледам некоја одговорност во делот на работата на судскиот совет, туку во делот на активноста на председателот на апелациониот суд во Скопје, кој што е должен да води грижа за предмети кои што имаат огромен јавен интерес. Еден мој пријател вели, професоре, издашноста на коруптивното судство и ригидноста на системскиот казнен потенцијал не кореспондира со она што се нарекува доверба на граѓаните. Во тој контекст би сакал да кажам дека јас очекувам дека работната група ќе излезе со свој став, меѓутоа ние не би требале да преюдицираме како јавност дека станува збор за процес кој што би можел да го наречам еден лов на вештерки, кој што ќе даде нешто туку, резултатот, конечниот резултат на работната група треба да биде во функција на подобрување на состојбите, затоа што претседателите на судовите се тие кои што треба да ги следат пред се активностите на судиите кои што судат. Првиот проблем, првата системска пукнатина ја гледам тука. Ако вие отидете на еден вебсайт, на еден суд, и ги видите податоците кои што се од јавен интерес, кои што е должен судот да ги објавува, ќе видите дека тие податоци се толку застарени, дека тие податоци не се ажурирани, дека јавноста не знае што е, например, програмата за работа на еден основен суд за 2023 година. Сите јавно достапни податоци за граѓаните, а податоци кои се битни за јакнење на довербата во судството, датираат некаде од 2014-2015 година. Вие може да отидете на еден вебсайт и да видите што се нуди тој вебсайт и кои податоци ги нуди за судот, за извештаите кои ги прави судот и така натаму. Значи работи ставени пред 10 на години, буквално. Да. Тука мислам дека судскиот совет треба не само да критикуваме, туку треба да нудиме решение. Судскиот совет треба веднаш да достави информација до сите претседатели на судови, сите податоци кои што се потребни за јакнење на довербата на граѓаните во судството, да ги направат достапни до граѓаните, до оние кои што плаќаат данок за да може тие да земат плата.
Значи не може ние да се очуваме со статистики кои што се така голи, јас ви гарантирам дека тие не можат да се искористат ниту за семинарска работа на факултет, а ниту пак за подобрување на работата на судиите. Тука треба многу да се вложи. Гледам дека се работи за дигитализација на судството и така натаму, меѓутоа тоа е во делот на судењето, според мене, треба многу да се вложи и во делот на транспарентното работење. Граѓаните точно да знаат кој судија колку пресудил во текот на годината, или пак за претходната година колку од пресудените предмети се вратени, потврдени или преиначени со пресуда на апелациониот суд или на Врховниот суд, и на тој начин да можеме ние точно да знаеме навистина каков е квалитетот за тој судија. Затоа што не е нормално заради неколку судии ние да донесуваме толку негативна оценка или перцепција за работата на судството, бидејќи страда државата. Значи, ние во нашата држава, практично, со таа негативна перцепција ги закочуваме и евроинтегративните процеси, бидејќи секоја повреда на принципот на владење на правото во работата на правосудниот систем во суштина значи чекор назад во тој евроинтегративен процес. Но видите, професоре, ова ни се повторува. Вие самиот го кажавте примерот на почетокот на емисијата со Академијата на судии и обвинители, каде што таа академија направена како една реформа своевидна во правосудниот систем, требаше да биде реформа, на кој начин се бираат судии и обвинители, но повторно некако политиката најде начин да ја стави под своја, да ја поклопи политички и повторно да бира погодни судии и обвинители за себе. И последните избори на обвинители, како што е изборот на шефот на Оделението за организиран криминал, господинот Ислам Абази, исто така предизвика големи потреси, го поврзуваат со ДУИ, директно со претседателот на ДУИ Али Ахмети. Тој негира, се разбира, но дојде и оној еден став на американската амбасадорка Агелер, која кажа дека тој случај исто така отвара многу прашања. Значи, политиката продолжува да го прави тоа што го прави, и сега каде е решението? Како да се раздели политиката од правосудството? Постои ли сега зборуваме, се разбира, за системско решение. Постои ли одржливо системско решение? Системско решение мора да постои, затоа што гледаме, постојат држави каде што такви системски решенија дали резултати, и вие гледате дека во една Америка, која што е извор на демократијата, најнормално е да се влезе во кабинет на председател во неговиот дом и да се пронајдат материјали кои што можеби се државна тајна или некој друг облик на тајна имат. Кај нас тоа практично е невозможна мисија. Значи, затоа сметам дека многу треба да се вложува во она што се нарекува свест за владењето на правото, свест за почитување на законите, мора многу да се вложува во интегритетот, во етичкиот пристап на функционирањето на правосудниот систем во нашата држава, и на тој начин, кога тие ситуации ќе се воспостават уште во текот на самиот старт, видите, сакам да ви кажам дека Академијата за судии и обвинители има извонреден кадар внатре. Предавачите, судиите, обвинителите, дел од предавачите се од други институции, се врвни предавачи. Такви можеби нема и на некои универзитети. Меѓутоа, за мене беше дискутабилен влезот на кандидати, слушатели во таа академија. И за тоа се пишува. Добро, таму имаше порано оние проблеми со тестовите на англиски јазик, например, каде што тоа веќе мислам дека тоа прашање веќе е застарено, дека веќе се види дека и тоа е добро што се случи, што се открија тие случаеви, и затоа понатаму не гледаме дека тие се повторуваат. Некојаш и репресијата дава резултат во делот на превенцијата. Но претпоставам дека кај политичарите проблем е волјата, пред се политичката волја тоа да се направи, бидејќи тие иако зборуваат, иако им се полни устите со реформи, со борба против корупција и така натаму, не верувам дека постои политичка волја тие да се откажат од своето влијание врз правосудството, бидејќи тоа е поврзано директно со корупцијата,
а на крај се разбира дека тоа е поврзано директно со парите. Секако дека таа поврзаност постои и политиката многу тешко ќе ја дистанцираме од правосудниот систем. Тука веќе имаме воспоставено корења и од минатиот систем, меѓутоа и после независноста на нашата држава. Меѓутоа, добро што јакне свеста кај граѓаните доаѓаат кај вас во емисија, се јавуваат кај нас во нашата асоциација и тие укажуваат на одредени неправилности, например во текот на некои интересни судски предмети за кои што ние сме подготвени да ги доставиме токму до Обвинителството за организиран криминал, за да бидат еден тест да видиме дали навистина би се сработиле, би се истражеле во рамките на нивните надлежности. И тоа, еве ќе ви кажам само начелно неколку случаеви. Имаме случај повеќе од 8 години во судот во Скопје, каде што ние презентирани се документи како од кираџија во дуќан, кираџијата станува собственик на дуќанот. Собственикот на дуќанот го губи ја губи собственоста врз основа на судска пресуда. Таа пресуда е потврдена на апелација, меѓутоа Врховниот суд ги има утврдено сите небулози во таа пресуда и сега предметот повторно се враќа назад. Меѓутоа 8 години се поминати и во рамките на тие 8 години се случуваат доста интересни процеси. Или например во делот на стечените постапки. Стечените постапки кај нас се третираат како оставина за правното лице. Она што е оставина за физичко лице, стечените постапки се практично еден вид на оставина за правното лице. Се продава имото, се распродава и за да се заврши постапката. Меѓутоа, јас би рекол дека стечените постапки, иако според законот за стечај член 30 итни, кај нас траат со децении. Да. Имаме жртви на тие стечени постапки. Ова стечено цунами кој што зафати Македонија почнувајќи од 94 година, кога беше извршена проценка на целокупната стечајна маса на сите компании во нашата држава. Таа беше утврдена некаде според некои податоци 22 милиарди долари, но тоа според книговодствена евиденција која што 40% помала од она што е реалната или пазарната, ние би можеле да кажеме дека се овозможи поединци да се збогатат на сметка на компаниите кои што отидоа во стечај и на работниците кои што ги создаваат тие компании. За мене е чудно како досега не е откриено нито едно злосторничко здружение помеѓу стечајен управник, стечајен судија, па и некој одбор на доверители. Јас предлагам дури во рамките на финансова полиција да има посебен сектор кој што ги истражува стечајните постапки кои што одат во недоглед. Ние имаме пријава за стечајна постапка каде што повеќе од една деценија не е доставен финансиски извештај. Иако треба да знаеме дека одговорноста на стечајните суди е огромна. Стечајните суди се тие кои што согласно законот за стечај се должни да се грижат за законитоста на работењето на стечајниот управник. А што значи законитост на работењето на стечајниот управник? По дефиниција тоа значи владење на правото во работата на стечајниот управник. Стечајниот управник предлага врз основа на одлуката на одбор на доверители. Меѓутоа, стечајниот управник, предлогот на стечајниот управник може да биде одбиен од судијата. Не знам дали воопшто се истражува. Но тоа во пракса не се случува. Не се случува. Значи, ние имаме случаеви кога, значи, ви кажувам, 12 години не се доставува финански извештај. И постои обврска, претпоставам. Постои обврска, законска обврска постои. Има случаеви каде се работи за објект кој што според имотниот лист се води во сопственост на една компанија со незапишани права, врз база на предлог на стечаен управник, судијата носи решение за продажба на тој имот на стечајниот должник, а иако според имотниот лист не се ни води на име на стечајниот должник, имотот се продава и тоа знаете како е интересно. Проценката на тој имот е, например, утврдена на 120.000 денари. Стечајниот управник го продава имотот
за 490.000 денари, односно лицето кој што го купило тој имот го продава за 490.000 денари на друг правен субјект во рок за една недела. Тоа кажува колку се обезвреднува имотот во стечајната постапка. Пута 3 веднаш заработува. Апсолутно. Значи проценката била 230.000 денари, се продава за 120, а за една недела тој што го купил за 120 го продава за 500.000 денари, иако сумата е неколкократна поголема. Тука мора да влезе јавното обвинителство и мора да се откријат тие случаи, затоа што според моја информација само на тројца стечајни управници во нашата држава им се дадени стечајни постапки како стечајни управници да управуваат, да менаџираат во вредност на 2 државни буџета на Република Македонија. Тоа е огромна сума на пари. Ако знаеме дека со еден буџет, например, нашата држава, нашата влада, менаџира 150.000 луѓе администрација, а на тројца стечајни управници, од прилика, им се дадени стечајни постапки кои што имаат вредност околу од прилика 1 до 2 државни буџети. И тоа трае со децении трае. Они ги управуваат тие стечајни постапки со децении, ништо не решаваат. Сега тука клучното прашање, кој кого штити и зошто го штити? Значи тоа е ако се даде одговор на овие прашања, ќе се дојде практично до откривање на причината зошто се одолговлекуваат судските постапки и зошто граѓаните толку веќе навргуваат во правната материја, независно дали се работи за стечај и така натаму. Значи тие, за да ги острат своите права, тие стануваат правно информирани и навистина ќе дојде време кога граѓаните навистина ќе ги убедат судовите дека се соочуваат со неправда и ќе ги мотивираат судовите да носат пресуди во интерес на владењето на правото. Добро, ова со стечајот, што е потребно? Многу е зборувано за овој проблем, дека стечаите се одолговлекуваат со децении, дека траат со децении стечајните постапки, иако по дефолт би требало да се брзи, ефективни, ефикасни. Има ли решение како тоа? Треба ли законски измени или едноставно треба да се почитува постојниот закон? Нема потреба од законски измени, затоа што законот е толку дециден, вели во член 3, стечајната постапка е итна. Каква е таа итност со децении? Тука прашањето дали стечајните суди имат многу предмети. Тоа се огромни предмети. Тоа се маса од како се вели, од документација. Меѓутоа, тие мора да бидат подготвени за да го заживеат во практика овој член 3 кој што налага стечајната постапка да биде итна и на тој начин да побрзо да ги решат, да заекне нашата економија. Затоа што гледајте, кога стечајните постапки одат во недоглед, стечајните работници се корисници на средства од државата, бидејќи се стечајни работници. И кога тие средства би се искористиле за инвестиции и така натаму, под услов стечајните постапки да завршат брзо, тогаш нашата економија ќе биде на ниво на економијата во Словенија, например. Ние би биле напредно, но ние имаме економски елити со криминални основи, со криминални карактеристики и тие треба да бидат детектирани преку најсоодветни механизми за проценка на имотот и така натаму, затоа што сега во една ситуација ние, например, ги гледаме во рамките на Државната комисија за спречување на корупција, го гледаме имотот на еден судија, како напредувал тој имот или на еден министер, пред мандатот, за време на мандатот и после. Меѓутоа, не мора да видиме каков имотот и на стечајните управници. Кои се тие лица? Каков е нивниот имот пред да бидат стечајни управници или да водат определена стечајна постапка, а каков е во текот на стечајната постапка или пак кога ќе заврши една стечајна постапка. Механизмите на контрола мора да бидат регулирани, според мене мора да постои, тоа е трагедија што не се случило досега, еден посебен сектор и во рамките на обвинителството кој што ќе се занимава со тој облик на економски криминалитет, значи стечајот да биде под посебен интерес. И тогаш ќе се види зошто се случуваат овие состојби и тогаш мислам дека граѓаните
ќе имаат поголема доверба во нашата институција, пред се и во правосудниот систем. Да, има уште еден проблем за кој вие и претходно имате зборувано, кој ми се чини дека се уште не е решен, има некако предлог решение на повидок, тоа е проблемот со судските вештаци, со Бирото за судско вештачење, со недостатокот на судски вештаци, со проблемот со вештачењата потоа во судските постапки. Министерот Топанчевски пред нова година некаде почна една јавна расправа, како што кажа тој има еден нацрт, предлог закон за судско вештачење, за кој тој вели дека ќе се реши проблемот. Тој се уште не е донесен, се разбира, ќе почната јавна расправа, но проблемот се уште постои. Да, јас бев член на работната група на Министерството за правда за подготовка на новој закон и можем да кажем дека работната група беше сочината од навистина квалитетен кадар и од делот на судиите, обвинителите, вештаци и така натаму. И ние практично усвоивме една завршна верзија на тој предлог закон, каде што согласно стратегијата за реформа на правосудниот систем од 2017 година, согласно европските барања, Бирото за судски вештачења да не биде државен орган, ние практично тој член каде што и сите членови кои што се однесува на Бирото за судски вештачења, ние практично ги отстранивме од новиот предлог закон. Меѓутоа, не знам како се случило во предлог законот кој што е доставен до парламентот, во законот за вештачење постои посебна одредба која што вели, кој што го регулира престанокот на работата на Бирото за судски вештачење и вели дека се формира ново биро за проценка. Значи, во законот за вештачење се формира посебен орган на државната управа, орган во состав на Министерство за правда, се извинувам, а тоа е Биро за проценка и се наведува дека сите материјали, целокупниот кадар од досегашното Биро за судски вештачење преминуваат во состав на новото Биро за проценка. А навистина, поголем дел од вештаците кои што се дел од Бирото за судски вештачења имаат лиценци за проценка. Меѓутоа, постои посебен закон за проценка. И според мене многу логично е во рамките на тој закон да се формира, да биде нормирано формирањето на Биро за проценка. Затоа што, например, вие не можете, например, во МВР, каде што постои Биро за јавна безбедност, да направите и Биро за метеорологија. Според мене, ставањето на оваа одредба со кое што се мешаат две области, вештачењето и проценката, се сосема различни области. Постои комора за проценители, постои закон за проценка и јас се чудам како таа комора за проценители не се изборила да издействува измени во законот за процена и таму да си го формираат Бирото за процена и не е проблем да вработените преминат во тоа од Биро за судски вештачења во Биро за проценка. Меѓутоа, ако според постојниот предлог закон имаме Биро за проценка, кое што ќе ги превземе не само вработените, туку и материјалите, а знаеме дека во рамките на Бирото за судски вештачења основен акцент е на вештачењето и тука има огромен број на предмети и јас се чудам како тие предмети од Бирото за судски вештачења ќе преминат во едно ново Биро за процена или за проценка. Таа е различна дејност. И мора тука да се направи Министерството да интервенира на едно европско решение, да си имаме чист закон за вештачење и чист закон за процена. Не само закон, туку и да имаме нормален институционален дизајн на овие две институции. Оно што е друго спорно за мене, формирањето на комората за вештаци. Оваа комора не постои со години и во нашата држава вештаците се надвор од контрола. Значи не постои систем на контрол, не постои дисциплински совет или тело кое што ќе ги разгледува по плаќите на граѓаните или на органите од работата на одделни вештаци.
затоа што комората не функционира со години, веќе неколку години, не функционира таа комора и ние мораме да ја формираме пред се како комора на вештаци, на една посебна професија. Таа комора е приватна комора, не е државна комора. Меѓутоа, она што е збунувачки за мене е одредбата со која се вели Министерството за правда во рок од 2 месеци од стапувањето во сила законот ќе ги формира професионалните здруженија во комората за вештаци и ќе ги назначи раководителите на тие здруженија. За мене тоа е абсурд. Тоа е мешање на извршната власт во една област која што е тотално приватна. Значи, Министерството за правда да назначи раководни лица во приватни здруженија. Па еве во комора за вештаци, да. Ние ќе се формираме како вештаци. Тоа не е спорно. Меѓутоа, вели, првичните раководители на тие одделенија професионални да ги назначи министерот за правда. Зарем за вас тоа не е политичко партиско влијание во работењето на институција која што треба да биде независна? Добро, како што вас јас ве разбрав, значи првичното решение или првичната ваша проценка била дека Бирото за судски вештачења или како и да се вика во иднина тоа реформирано тело треба да биде приватен субјект, не треба да биде дел од државните органи, не треба да биде државно тело, но според предлог законот на Министерството за правда, тоа сепак останува во рамки на државата како биро за проценка. Да, тоа ќе врши проценка, сега да има пояснување. Европската унија во делот на реформите бараше оние кои што ги изработуваат вештачењата, лица, значи вештаците, да не бидат дел од државниот механизам. Зошто? Затоа што, например, Министерството за внатрешни работи ќе ви поднесе кривична пријава. И треба вештачење. И вештачењето во определени случаи го дава да го врши Бирото за судски вештачења. И сега не може, за Европската унија неспојливо е да оној кој што ви поднесува кривична пријава значи државен орган истовремено да врши вештачење. Туку заради независноста се одеше на едно нормално демократско решение да тоа бидат приватни лица, независни, тргнати од државната капа. Тоа е народски кажано, кадија те тужи, кадија те суди. Точно така. И тоа беше дефинирано во реформата на правосудниот систем 2017-2022 година. Значи ние доцниме веќе неколку години од потребата од она што беше утврдено во стратегијата за реформа на правосудниот систем, од кога требаше да престане практично да постои тоа биро за судски вештачења. Меѓутоа, гледате, политиката тешко се откажува од едно биро за судски вештачења, се уште постои, се уште тие вештачат, иако тоа е во спротивност со стратегијата за реформа на правосудниот систем. Зошто министерот Топанчевски, да речеме, оди на едно такво решение? Не е тоа до министерот Топанчевски, тој кога е носен реформата не бил министр за правда. Не, според ова решение да остане Бирото за проценки во рамки на министерството. Не ми јасно, ние ќе бараме објаснување, ние се спремаме многу брзо да држиме тркалезна маса, каде што ќе дебатираме за овие прашања, се со цел да овозможиме оние професионални здруженија кои што не да може да бидат надвор од тоа партиско политичко влијание, затоа што ние тие професионални здруженија, тие нема да бидат на платен список на Министерство за правда, па за да може Министерство за правда да ги формира и да ги поставува нивните првични раководители. Што значи тоа? Министрот ги постави, ние ќе се собереме како вештаци и ќе ги смениме. Нема потреба. Значи, дури тоа е дополнителна врска. Не знам како тоа поминал како решение, не ми е јасно, меѓутоа, според мене, значи, тоа мора да се, во собраниска процедура, да се елиминира, и тоа е повик до претениците, да не дозволат овие небулози да поминат, затоа што ќе создадат услови комората за вештаци и во иднина да не функционира, односно да не постои. Да. Добро, пред самиот крај на емисијата, едно прашање за она што е сега најактуелно, да речеме, во јавноста, тоа е борбата против корупцијата. Пораките доаѓаат веќе од сите страни, се интензивира некако со доаѓањето на новата американска амбасадорка, но и самата таа борба, најавите за една засцилена борба против корупцијата,
која мораме да кажеме е дел и од онаа јасна стратегија на Соединетите Американски држави за Западниот Балкан, тие го кажуваат тоа отворено, дека сега тоа им е приоритет број 1, но во земјава има поделено мислење. Дали навистина следува една реална, суштинска борба против корупцијата, бидејќи оно што го кажавме на почетокот, можат ли корумпираните да ја водат, да ја предводат борбата против корупцијата, или станува збор за една, повторно да речеме, само едни такви тврдења кои се само една декорација, кои се само декоративни во целиот тој процес и дека ништо нема да се смени тука. Јас ценам дека пораката од Соединетите Американски држави и од меѓународниот фактор е испратена. Ценам дека таа ќе вложи со резултат, затоа што според мене главната борба треба да биде насочена кон системската корупција. Таму каде што е државниот буџет. Таму каде што имаме огромни тендери, огромен државен буџет, а во самата постапка постојат одредени жарешни точки кои што укажуваат на тоа дека нешто не е во ред. Борбата против системската корупција според мене е борба со корупцијата која што е на највисоко ниво. Затоа што знаете, во еден систем на власт, колку сте на повисока функција, толку може да бидете повисоко корумпирани. Борбата со корупцијата не сме се сведе на многу ниско ниво, иако и таа е дел од таа борба, меѓутоа, со оглед на штетата што се предизвикува за системот, според мене, борбата со корупцијата треба да има системски карактер, треба да биде конкретизирана и таа борба, во суштина, треба да значи дека никој не е над законот, дека треба веќе од зборови да преминеме на дела. Доста се зборува. Знаете колку магистерски има напишани, докторски за борба со корупцијата? Огромни трудови се напишани. И затоа сметам дека веќе треба, дека е време кога треба навистина да се премине со дела и на тој начин да се покаже вистинската борба против ова системска корупција, но пред се од она што е на највисоко ниво во системот и тогаш ќе имаме поуки, превентивно делување и како се оди понадоле во делот на системот да се елиминират сите извори на корупција. Добро, ќе смени ли нешто таа фамозна црна листа која ја најавува Стейт департментот и Американското Министерство за финансии? Ќе смени ли тоа нешто, бидејќи имаме и сега македонски политичари кои се дел од таа црна листа веќе со децении. Нешто не гледаме дека таа црна листа нешто суштински смени во борбата против корупција. Црната листа која што се изготвува или неколкуте видови на црни листи кои што ги изработуваат Соединетите Американски држави од различни институции имаат различно значење. Секако дека тие се пред се насочени за заштита на системот на Соединетите Американски држави, а кај нас може да предизвикаат повеќе емисии, повеќе надписи во медиумите и така натаму. Не се случило на некој што е поставен на црна листа да биде предмет на истрага или така натаму. И од тоа странците многу повеќе гледаат каков е нашиот однос кон прашањата кои што ги уназадуваат евроинтегративните процеси преку дерогирање на владењето на правото, што ми е и моја главна порака од денешното гостување, дека ние мораме да бидеме насочени кон јакнењето на интегритетот на институциите, јакнењето на довербата на граѓаните во тие институции, како единствена формула за борба против сите незаконите дејанија, не само корупцијата, тука има доста други дејанија. Ова проблематика поврзана со корупцијата според мене многу експлоатирана јавно и така натаму. И мислам дека треба да се остават институциите да работат и да функционираат на начин на кој што ќе покажат резултат. Јас не би одел кон никакви персонализирања, затоа што сметам дека секого, па дури и на новиот шеф на Обвинителството за организиран криминал треба да му се даде период да ги покаже своите капацитети, затоа што ние генерално немаме слушнато ништо негативно за неговата работа како обвинител. Немаме ништо слушнато дека некој случај кај него застарел, дека кај обвинителната база се случило настан кој што е од коруптивен карактер. Треба да се остави време
И во рамките на тоа време тој 100% знае дека е под будно око на јавноста и го чека резултатот. Затоа сметам дека ние мора да влијаеме многу врз развојот на свеста кај граѓаните, за тоа дека мора пред се тие да ги почитуваат законите и тие да бидат првата пречка, првата рампа за борба против корупцијата, затоа што корупцијата е давање и примање. И граѓаните мора да бидат едуцирани, да јакнат своите свест и да ги барат своите право во рамките на законот, во рамките на владењето на правото, а не во рамките на корупцијата. Затоа што знаете, петиот израелски премиер, таму некаде 78 година, има добро кажано дека за борбата против корупцијата добро е потребна корупцијата да биде прогласена за предавство, а оние кои што се корумпирани службеници, па ја би рекол и политичари, да бидат прогласени за предавници до 7 колено. Тоа е вистинска борба со корупцијата. Добар предлог, ете, може би и кај нас може да се примени. Професоре Козарев, ви благодарам за гостување. Истина, јас на вас секој сум тука достапен да ги анализираме во рамките на нашите академски експертски знаења, состојбите за кои што се интересираат граѓаните. Да. И со ова гостување го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодарам на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.